Се вработила во странска фирма кај нас. По некое време останала трудна и заминала на породилно боледување. Личната приказна на 34-годишната Филимена Бушковска-Мишовска започнува идилично, се до третата исплата од Фондот за здравство што иследува на секоја родилка. Наместо да добие пари, таа добила документ дека треба добиените пари да ги врати. 2 месеци од заминување на породилното, директорот кој што е генерален таму од Франција, ангажира некои адвокати кај нас, ги ангажира за да внесат отказ во систем, во АВРМ и да бидеме одјавени јас и другата вработени управителот од фирмата. Јас за тој отказ не сум информирана, не знам дека се случува во меѓувреме. Добивам во февруари оваа година известување, односно некаква покана од ФЗО да ги вратам парите назад и дека исплатата ми се прекинува. По шокот се јавила во ФЗО, но оттаму и рекле дека е најдобро да ги врати парите оти ќе треба да ја пушта тужба. Правни совети побарала кај адвокати, од Хелсиншки комитет и од Трудова инспекција. И сите рекле оти случајот може да го добие единствено на суд. Мене тоа ми е неприфатливо, за да докажувам некакво си право како жена да одам на суд за да ги земам парите. Без пари, без работа и со мало бебе. Оваа жена не знае колку од незините права се прекршени, но очајно бара да си помогне себе си и на другите жени кои можат да се најдат во истата состојба. Сакам, ако може тоа да го увидат кај нас, дека кога ќе влезе некој со токен да даде отказ во АВРМ, да излезе таму информација дека таа жена е на породилно и дека отказ не сме да се случи. А кај нас очигледно системот со АВРМ и со Фонд за здравство не е поврзан. И може да прави кој што сака. Како Филимена за прекршени работнички права се пожалили и други луѓе, но 62% од вкупните пријави биле анонимни преку апликацијата на Сојузот на синдикати на работници. Повеќе од половина биле жени на кои им бил прекинат работниот однос. Она што обесхрабрува се најчестите коментари од околината или уште полошо од институциите. Ова е Балкан, не можеш ништо. Чувај си го здравието, млада си. Кај што има сила, нема правдина. Ова се најчестите изреки што ќе ги слушнете доколку некому од вашите блиски, па дури институции се пожалите дека можеби е прекршено ваше работничко право. Можеби токму затоа работниците овде имаат чувство дека имаат многу обврски, многу малку или воопшто работнички права. Најголем дел од пријавите преку апликацијата Мои работнички права биле во врска со плата, преку време на работа, право на минимална плата, надоместоци и придонеси од плата.